На 4 лица се издадени решенија за задолжување, односно за докомплетирање на документите за легален превоз, а 15 диви такси превозници се казнети во 2016 година и за нив е поднесено барање до судот за поведување прекршочна казна и едно лице казнето кое што веднаш има постапено по решението и си ја платил казната во определениот рок, информира Јордан Гицов, сообраќајни инспектор во општина Кочани. Сообраќајните инспектори заедно со полициските службеници од полициската станица Кочани постојано излегуваат на терен со цел затекнување на лицата за вршење нелегален превоз на патници. Но и покрај тоа што инспекторите и полицијата постојано работат на терен, сепак мал број ги фаќаат на дело, затоа што со голема брзина се шири веста дека инспекцијата е на терен и дивите таксисти веднаш се кријат. Непознат е бројот на дивите такси превозници кои нелегално работат во овој регион, но има и легални таксисти со несоодветни лиценци за работа. Од друга страна пак, законот не налага одземање на возилото и затоа оди потешко. Гицов додава дека дивите таксисти не ги оштетуваат граѓаните со наплата на поскапа тарифа, туку оштетата ја трпат легалните таксисти, затоа што тие чекаат патници на одредени места за такси возила, а дивите ги има насекаде и полесно доаѓаат до патници. Инспекторите затоа апелираат за соработка со легалните таксисти, односно да ги информираат инспекциските служби за појава на диви таксисти, за да благовремено се реагира и да се санкционираат тие појави. Што се однесува за апелот за граѓаните, инспекторите ги замолуваат да внимаваат во какво такси возило се возат и да не се качуваат во необележани возила од причина што и сигурноста им е намалена и дополнително се малтретирани на патот од страна на инспекциите кои мора да го потврдат дивиот такси превозник. Гицов додава дека во наредниот период инспекциските служби ќе преземат позасилени мерки на терен со цел воведување ред во превозот во патниот сообраќај и доследно почитување на законските прописи и вели дека истите фатени диви таксисти и покрај изречената казна и понатаму некои од нив дрско се однесуваат и пак го употребуваат возилото и возат нелегално. Според Законот за превоз на патниот сообраќај, предвидена е глоба во износ од 500 евра во денарска противредност за лица кои што вршат јавен превоз без соодветни дозволи без лиценци. Освен глобата, предвидено е времено одземање на возилото во период од 6 месеци до 1 година.